Повторно минути за разговор со нашиот гостин, мојот колега Горан Андонов. Ве видовме во минути за музика заедно со Војче Петрушев. Рековме дека за овој дел од разговорот должиме едно представување на сите членови сепак. Да го спомнеме и бендот за оние кои што можеби евте се вклучиле малку покасно во емисијата. Бендот се вика United Band. Така. И кој се членува во United Band, освен тебе и Војче Петрушев? Така, значи јас сум вокален солист или пејач, народски кажано. Со вокализират два пејачи. Први и втори глас заедно. Први и втори во едно. глас. Ако има хеликон и трети. Војче Петрушев, значи солист на хармоника, исто така и на синтесајзер, во зависност од потребите на музичките номери што се изведуваат. Павле Прајков, исто така извонреден хармоникаш, исто со музичко образование. Јоаким Димулков на тапани и Гоце Наунов дувачки инструменти. Значи саксофон, кларинет. Значи тоа е United Band, кој што негува и сака да негува еден поразличен и поинаков стил на музика. Односно, не поинаков стил, за каков стил на музика се работи? Значи, што ви е она што вие го негувате? Да речеме, стари изворни или оние новокомпонирани кои што се во стилот на онаа стара македонска песна? Или пак нешто сосема друго, или од сепо нешто? Каде е вашиот правец? Што може да очекуваат од United Band? Македонска музика. Значи, се она што се нарекува македонска музика, меѓутоа малку поодамна. Значи, она што е Манчевски, она што е Сариевски, она што е Наум Петревски. Да продолжиме таму кај што застанавме, значи, она што е вашата основна предоба. Кажавме дека е тоа македонската песна и изворната, значи, но и она убава новокомпонирана во духот на старата македонска песна. Добро, дефинитивно се трудиме, значи аранжманите кои што се свират во живо, значи со тој инструментариум што го поседуваме во моментот, значи аранжмански да звучат малку, како кажем, поинаку, помодерно, значи па и помодерно, поготово за старите македонски песни. Ако човек ги слуша овака, ќе рече човек, досадни се. Меѓутоа имаат голема убави. Денес можевме да видиме и со отворањето дека навистина стара песна што парно прв пат ја слушам, ама звучи нема што многу добро. Да, па тоа ни е и идејата помалку во заедно или после покрај убавата изворна македонска песна, староградската и изворна, да се негува и она новокомпонирана. Впрочем, тоа и јас го правам на почеток и крај, а и вие, исполнувајќи песни од наши и доајени, но и од наши пејачи кои што, да речем, се обнародиле на некој начин. Можем да кажем, значи, премногу песни има добри, премногу, што не се користат по свадби, значи наши песни, македонски, од поновите зборам, значи овие што се авторски. Јас во последно време преферирам, значи ја пеам, се врти животот, луѓе дури се чудат која е оваа песна. Или како се љуби оваа жена, или не знам, стварно има куп, пееме некакви увозни сентиши, да речам, турбо, а уствари уште не ја слушнав, душо моја мила, прости ми, да се обработи добро, да се отвори вечер со неа, да уживаат луѓето едноставно во неа, да има малку поинаков призвук во сето тоа. Па јас морам да кажам дека ми е драго што така размислувате и ветувам дека ќе бидам еден од редовните посетители каде што ќе настапува во United Band, бидејќи сега сватив значи што е поентата и која е насоката во која што вие ќе се движите. Мене ми е драго поради тоа и ти посакувам вашиот бенд да има многу успех. Во оваа прилика се заблагодарувам што бевте наши гости заедно со Војче Петрушев и се надевам дека ќе видиме овде со промоција на вашето прво CD. Сега повели на сцена. Благодарам.